За спортистите и рекреативците, најпосетувано место во градот е спортскиот комплекс во градскиот парк. Јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти, Парк Спорт, е надлежно за објектите и терените. За нивната состојба и услуги кои ги нуди предпријатието, разговаравме со првиот човек на Парк Спорт, директорот Александар Табаков. Господин Табаков, веќе 5 години сте на чело на предпријатието Парк Спорт. Може ли да се навратиме токму 5 години намазад и да кажеме што е она што беше сработено откако вие стапивте на функцијата директор? Јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти е формирано со одлука на Советот на општина Велес уште во 2005 година. После долг временски период на нерешен статус во собственост на државата, до 2010 година јавното предпријатие полеко но сигурно успевало да ја стабилизира своето функционирање, својата работа. Од 2010 година па навака можеме да кажеме дека јавното предпријатие започнува процес на ревитализација, осовременување и започнување и воведување на нови форми и содржини на активности кои што им се понудени на корисниците на услуги на јавното предпријатие. Значи можеме да кажеме дека она што се случува изминатиот временски период е на огромно задоволство на пред се на граѓаните на општина Велес, затоа што сите активности и содржини кои што се направени и воведени се токму поради нивните потреби за задоволување на спортско-рекреативните потреби на граѓаните. Она што изминатиот временски период го означува или го дефинира како временски период е тоа што доколку претходниот период можеме да го гледаме како период во кој што навистина има мал број на активности во смисла на и градежни и инвестициски, значи со скромно работење, стабилизација основна на јавното предпријатие. Од 2010 година па до ден денес јавното предпријатие полека но сигурно започнува процес на инвестициски активности кои што за нешто било незамисливо претходно, значи инвестициски активности од сопствени средства. Значи од средствата кои што ги остварува од своето работење, ги вложува назад во своето работење, во воведување на активности кои што дополнително би создавале нови финансиски средства кои што понатаму би се искористиле за инвестиции во нови. Кои се главните проекти кои најмногу придонесоа да заживее овој комплекс и да се вратат граѓаните кон спортските активности кои тој ги нуди? Значи пред се отварањето на двете пинг-понг сали, отварањето на новата аеробик сала, која што е дел од еден поголем проект, пуштањето во функција на помошното фудбалско игралиште, на реновирањето и пуштањето во потреба на градскиот стадион во градскиот парк, големиот број на реализирани спортско-рекреативни активности, како во спортските објекти на јавното предпријатие, така и во самиот градски парк. Меѓутоа мора да напоменеме и на поголемата спортска култура која што веќе осетно се чувствува дека граѓаните на општина Велес конечно започнаа да практикуваат спорт и рекреација. Во последно време, поради зголемениот број на објекти и терени, од Парк Спорт решија да посветат и поголемо внимание на безбедноста. Кои активности ги превзема Парк Спорт за зголемување на безбедноста на објектите и на терените кои се под ваша надлежност и кои се бенефитите од нив? Значи, јавното предпријатие по позитивното искуство кое што го добивме од инсталирањето на безбедносни камери во двете пинг-понг сали, развивме еден поголем проект во кој што со одлука на управен одбор јавното предпријатие инсталираше 64 безбедносни камери кои што ќе ги покрива сите објекти со кои што стопанисува јавното предпријатие. Тоа се всушност спортската сала Гемиџи, салата за гимнастички спортови Партизан, градскиот стадион и помошното фудбалско игралиште. Овие камери се поставувани во согласно со Законот за заштита на личните податоци. Инсталирањето на
безбедносниот систем за видеонадзор и безбедносните камери на објектите со кои што стопанисува јавното претпријатие се инсталираа пред се поради безбедноста и заштита на самите корисници кои што ги користат спортските објекти, посетителите во спортските објекти, меѓутоа и пред се заштита на имотот со кој што стопанисува јавното претпријатие, имотот на општина Велес, односно на граѓаните на општина Велес. За среќа, односно инсталираниот безбедносен систем веќе ги дава очекуваните ефекти. Граѓаните се придржуваат кон куќниот ред за однесување во спортските објекти, односно немаме состојби на нарушување на куќниот ред, состојби на несовесно однесување кон имотот и со кој што стопанисува јавното претпријатие. Значи, инсталирањето на овој безбедносен систем во целост ги исполнува нашите очекувани резултати. Имаме ангажирана агенција за обезбедување која што исто така дополнително се грижи за безбедноста и на самите корисници во спортските објекти, така и на имотот со кој што располага јавното претпријатие. Оно во што најмногу вложуваше јавното претпријатие во последните години до 2 е енергетската ефикасност, воведувањето на сончевите колектори и затоплувањето во спортската сала Гемиџи се едни од приоритетите на директорот Табаков. Еден од стратешките проекти на Парк Спорт е токму енергетската ефикасност. Може да слушнеме нешто повеќе за воведувањето на сончевите колектори, како тие помогнаа во подобрувањето на условите на спортската сала Гемиџи и кои се плановите што ќе се превзема за затоплување на целиот објект. Точно така, значи изминатата 2014 година ја окарактеризираше реализацијата на еден од стратешките проекти или приоритети во работењето на јавното претпријатие. Тоа е еден поголем проект кој што долго време настојувавме да го реализираме од едноставна причина што топлата санитарна вода која што се користи за туширање на рекреативците и спортистите кои што користат услугите на спортската сала Гемиџи всушност представува основно средство за работа, односно одржувањето на хигиената, основната хигиена на сите рекреативци и спортисти представува една од основните потреби на сите корисници на услуги. Долг временски период, како што кажав, настојувавме да се реализира овој проект, конечно 2014 година започнавме поточно пред само еден месец официјално го пуштивме во употреба новиот колекторски систем. Благодарност до Сдруженијето на граѓани Велесфест, UNDP, Глобалниот еколошки фонд, општина Велес, приватниот бизнис партнер Леов компани, кој што сите заеднички го заокруживме овој еден за нас многу важен проект, од кој што бенефитите најмногу ќе ги имаат граѓаните на општина Велес. Всушност, како што напоменавме, користењето на топла санитарна вода за спортската сала Гемиџи е во огромна количина. Во овој поточно во летните периоди од годината ќе користиме топла санитарна вода бесплатно, ќе користиме обновливи извори на енергија, поточно сончевата енергија за добивање на топла санитарна вода. Во текот на зимскиот период од годината ќе се користи комбинирано, значи со дополнување на електрична енергија, а во тек е вградување на дополнување на поврзување на парното, односно котелот за затоплување на одреден дел од спортската сала Гемиџи ќе биде поврзан со бојлерите за топла санитарна вода. Всушност, во текот на зимскиот период од годината, топла санитарна вода ќе добиваме од парното. Всушност, трошоците за електрична енергија ќе бидат намалени, односно ќе бидат сведени на минимум. Котлите за затоплување на спортската сала Гемиџи, кои што беа инсталирани уште со самата изградба на спортската сала, тие никогаш не биле ставени во функција и пред се енергетски неефикасни и за гориво користат јаглен, нешто што не е дозволиво во овие времиња. Така да времето го направило своето, овие котли заминуваат во историјата како старо железо. Ние како јавно претпријатие на почетокот на 2014 година го набавивме новиот котел за затоплување кој што е 110 киловатен и кој што ќе има моќност да загрева неколку помошни простори, административни канцеларии на јавното претпријатие, процес кој што
ќе го надградуваме во текот на годините кои што следат. Поточно да напоменеме дека всушност со набавката на овој котел започнавме едно ново поглавје во работењето на јавното предпријатие, а тоа е затоплување на спортската сала Гемиджи генерално. Значи, можеби во овој момент со моменталниот капацитет на првиот котел, кој што го имаме со 110 киловати, представува многу малку и не е доволен за затоплување на спортската сала Гемиджи. Веќе изработивме еден акционен план, еден развоен план кој што текот на годините кои што ќе следат, да не излегуваме со точни податоци, меѓутоа за 4 до 5 години планираме да го завршиме овој систем за затоплување, кој што на граѓаните на општина Велес за 4 до 5 години ќе им пружиме услови во топла и затоплена спортската сала Гемиджи. Од неодамна, Парк спорт стопанисува и со градскиот стадион. Општина Велес минатата година го доби под своја собственост и изработи студија за негова реконструкција. Овде разговаравме за моменталната состојба на стадионот, но и плановите за во иднина. Од неодамна и градскиот стадион е под ваша надлежност. Може ли да слушнеме каква е моменталната состојба и кои се плановите на предпријатието понатаму со стадионот? Точно така, градскиот стадион пред само извесен временски период беше додаден на општината после долг временски период на нерегулиран статус, нерегулирани односи, начин на користење. Истиот беше одржуван од страна на ентузијасти, на луѓе поврзани со фудбалот. Конечно, градот и граѓаните на општина Велес го добија во сопственишто овој спортски објект. Советот на општина Велес со одлука го додели на користење на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти Парк спорт Велес. И ние како јавно предпријатие веќе започнавме активно да се грижиме во делот на одржувањето, воведувањето на куќен ред на однесување, правилник за начинот на користење на спортскиот објект. Можеме да кажеме дека ова позади нас представува еден од најдобрите терени во Република Македонија, па можеби и пошироко. Буџетот кој што беше инвестиран, односно потребен за реализација на овој вештачки терен, изнесува над 600.000 евра, што навистина се работи за огромен проект со огромна финансиска вредност, а за граѓаните на општина Велес има и огромна функционална вредност. Можеме да кажеме дека искористеноста на овој објект е навистина високо. Истиот го користат фудбалските клубови од нашиот град, академиите, школите од нашиот град, исто така спортската паралелка која што е отворена во рамките на гимназијата Кочо Рацин, своите часеви ги одржуваат на овој вештачки терен. Се грижиме за хигиената, за редовноста, за влез во спортскиот објект. Исто така имаме изготвено правилник кој што е во согласност со заштита на Законот за заштита на личните податоци. Значи секој кој што влегува за прв пат во спортскиот објект, кој што ќе користи атлетската патека, се пријавува кај вработеното лице, оставајќи ги своите основни податоци. Додека пак при секојдневната понатамошна употреба на атлетската патека, само се потпишува дневниот преглед на корисници кои што ја користат атлетската патека на градскиот стадион. Враќајќи се назад кон салата Гемиджи, посетивме еден од угостителските објекти. Од неодамна и гостителите почнаа да се враќаат во овој комплекс, па така во моментов ги има 6, од кои сите нудат различни услуги. По значително подолг период се врати и угостителските објекти во склоп на спортската сала. Колку ги имаме во моментов и може ли да кажеме под какви се услови ги изнемуваат просториите во кои се во склоп на салата? Точно така, значи пред речиси една година започна еден процес на издавање на деловни објекти во склопот на спортската сала Гемиджи кои што имаат угостителски карактер. Значи најнапред беше отворена паб, значи беше отворен паб, игротека, пивница, ресторан и од најново е отворено кафуле.
и во склоп на спортската сала Гемиџи функционираат и двете дискотеки, што значи во моментов имаме 6 угостителски објекти кои што имаат комерцијален карактер и кои што представуваат објекти кои што во голема мера го заживуваат спортскиот комплекс генерално. И понатаму ќе продолжиме да нудиме услови кои што ќе ги привлекува заинтересираните закупувачи. Тоа се ниските кирии кои што ги даваме, нудиме еден вид на компензација за сите инвестирани работи кои што ги инвестираат закупувачите, а имаат трајна вредност, значи кои што ќе останат во собственост на јавното предпријатие. Сите тие ги компензираме со што дополнително им олеснуваме на нашите закупувачи и тоа е тоа кое што сега за сега вродува со плод. Перспективно гледано, дај Боже по 10 години да нема ни ту еден квадрат слободен простор кој што нема да биде издаден на најразлична дејност. Во следен период наша замисла и наша идеја е да се отвори еден поголем аутлет, значи еден спортски маркет, значи кој што ќе биде со ниски цени, значи ќе биде во поголема квадратура, значи во поголем простор, нешто што го има во речиси сите поголеми спортски комплекси. И во државата и надвор од државата, исто така го замислуваме да има една обложувалница, затоа што има огромен број на спортисти и рекреативци кои што се занимаваат и едноставно имаат обичај да играат спортска, така да сметаме дека еден таков објект е потребен на спортската сала Гемиџи и на сите граѓани кои што доаѓаат во овој спортски комплекс. Она што е се уште наактуелно во спортската сала Гемиџи се пинг-понг салите и аеробикот, кои секојдневно привлекуваат голем број на рекреативци. Да слушнеме нешто повеќе за двата проекти кои последниве 2 години ги вратија рекреативците во спортската сала Гемиџи, како што е се пинг-понг салите и салата за аеробик. Токму така пред речиси 2 години јавното предпријатие отпочна една активност за воведување на нови спортско-рекреативни содржини во рамките на спортската сала Гемиџи. Една од тие беше возобновување на еден спорт кој што, да кажеме, беше малку подзаборавен во нашиот град. Тоа е пинг-понгот. Најнапред започнавме со набавка на 4 и отворивме првата пинг-понг сала. За многу краток временски период нашите очекувања беа надминати. Исполнетоста и искористеноста на првите 4 маси беше огромна, се бараше термин повеќе. Набавивме уште дополнителни 4 пинг-понг маси со цел да им излеземе во пресрет на граѓаните на општина Велес. Во овој момент располагаме, значи, со 2 пинг-понг сали, со 8 маси за пинг-понг и можам слободно да кажам дека и оваа година и понатаму користењето на овие пинг-понг сали е на задоволително ниво. Можеби не во тој интензитет како што беше првата година кога беа отворени, меѓутоа има одредена група, одреден број на лица кои што континуирано си доаѓаат, си практикуваат рекреативни активности по пинг-понг. Во пинг-понг истите се пријавуваат на нашите турнири кои што ги организираме. Предскоро беше организиран првиот голем турнир во пинг-понг Велес Опен 2014, наистина огромен успех за нас генерално, затоа што го постигна она што го замисливме. Ќе продолжиме и понатаму да реализираме слични активности, турнири за овој вид на спорт. Исто така, јавното предпријатие адаптираше еден дел од поранешната трим сала во склоп на спортската сала Гемиџи во квадратура од околу 200 метри квадратни. Се отвори аеробик салата, која што изминатава година до 2 функционира одлично. Имаме активности по пилатес, зумба, зумба кидс, боди джем, од предскоро и активност Total 10, односно Level 10, се извинувам.
Значи генерално аеробик салата представува исто така уште едно капче каде што одредена група на граѓани на општина Велес, на корисници на услуги, можат да ги задоволат своите потреби за фитнес и останати активности од аеробикот и слично. За крај, Табаков проговори за задоволството од работата во тековната година, но и плановите за идната. Се наоѓаме во последниот квартал од годинава, како се задоволни од работата на Парк Спорт во тековната година и воено за крај, кои се плановите на предпријатието за идната 2015 година? Јавното предпријатие изминатите години, гледано финансиски, секоја година е поуспешна од претходната, почнувајќи од 2009-2010 година, значи секоја година како календарска година како поминува, за среќа можеме да кажеме дека секоја наредна година е поуспешна од претходната. Можеби не говориме за финансиски успешна, во смисла дека сме оствариле многу повеќе финансиски добивки, меѓутоа говориме во делот на реализирани активности. Значи, кога ќе ги ставиме на една иста маса остварените финансиски резултати, остварениот позитивен финансиски резултат и реализираните активности целокупни во текот на секоја календарска година, можеме да кажеме дека јавното предпријатие има еден континуитет кој што во годините го прати, односно секоја следна година е поуспешна од претходната. Се надеваме дека тој тренд ќе продолжи и понатаму. Значи, нашите очекувања за 2015 година се овој континуитет кој што веќе како јавно предпријатие го зададовме. Значи, создадовме еден инертен момент кој што го има ова јавно предпријатие. Значи, имаме процес на континуирана надградба на сите активности, на сите инвестиции, на сите вложени средства кои што повратно ги враќаат очекуваните резултати, а граѓаните го чувствуваат сето тоа. Очекуваме да продолжи тој континуитет, 2015 да биде поуспешна од 2014 година, 2016 да го следи тој тренд, да биде поуспешна од 2015, за да можеме да дојдеме на едно ниво во кое што ќе кажеме дека конечно јавното предпријатие, односно спортскиот центар, спортската сала Гемиџи прераснува во едно ниво во кое што ќе биде атрактивен спортско-рекреативен центар и конкурентен не само во нашата држава, туку и пошироко. Реконструкцијата на кровната конструкција на спортската сала Гемиџи како проблем го имаме од дамнина, значи одамна е проблемот на прокиснување во спортската сала Гемиџи. Можеме да кажеме дека е влезено во програмата на владата на Република Македонија преку Агенцијата за млади и спорт. Веќе се отпочнати административни комуникации со Агенцијата за млади и спорт. Очекуваме во текот на 2015 година да има почетни активности во делот на реализација на овој проект, што повторно ќе кажам дека најголем бенефит, најголема придобивка ќе имаат корисниците на услуги, ние како јавно предпријатие, а се разбира и граѓаните на општина Велес. Понатаму во следниот период, односно во 2015 година ќе продолжиме и понатаму да го реафирмираме и да го продолжиме еден проект кој што беше најавен пред речиси година и пол до две. Тоа е современиот фитнес центар. Ние како процес го отпочнавме со отворањето на аеробик салата, значи тоа е еден сегмент од еден поголем современ фитнес центар. Знаете дека во овој момент јавното предпријатие стопанисува со спортската сала Партизан, во кој што се наоѓа еден тип на теретана која што навистина не ги задоволува основните потреби на сите корисници кои што таму вежбаат. Нашата интенција и нашата идеја сето тоа да биде фокусирано во спортската сала, во поранешната трим сала која што е со 400 метри квадратни, која што веќе има аеробик сала. Едноставно ќе биде на едно исто место и ќе биде репрезентативен објект за сите заинтересирани корисници од бодибилдингот, тука вклучително на фитнесот, на аеробикот и слични такви активности.
со тоа што ние како јавно предпријатие ќе се трудиме сето тоа да го реализираме самостојно, меѓутоа верувајте, инвестициите се огромни, значи како јавно предпријатие сами не можеме сето тоа да го реализираме. Дали се работи за фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, пинг-понг, аеробик или пак посета на некои од окустителските објекти, Табаков се надева дека за Велешани овој спортски комплекс ќе стане редовна дестинација.